Ве поздравувам и денеска во името на екипата на Фактор Здравје со новото продолжение од вашата омилена навика. Денеска во центарот на вниманието ќе биде најсјајната ѕвезда, сонцето со кое што секојдневно секој од нас се дружи, односно тоа ни дава енергија, сила, здравје. Неколку интересни факти поврзани за сонцето говорат дека тоа е старо дуи 5 милиарди години и барем уште толку ќе живее и ќе не свети и ќе ни дава енергија. Уште еден интересен податок е дека тоа има 109 пати поголем пречник од земјата, а зошто го споменувам сонцето, еве ги деталите и темата која што денеска ви ја нудиме во Фактор Здравје. Го споменувам сонцето, бидејќи денеска во Фактор Здравје темата која што ви ја нудиме е насловена влијанието на сонцето или сончевите зраци врз кожата како најголем човеков орган. Зошто оваа тема денеска ви ја нудиме, ќе дознаете преку гостинката чие што представување следува во овој момент. Ви ја представувам доктор Маја Петановска, која што е специјалист дерматолог и воедно бренд менаџер во Институтот за убавина дермаестетика од Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор Здравје. Како сте? Одлично. Како што се доаѓаат топлите денови и сонцето, ни влијае и на расположението, енергијата за работа ни е позитивна, така да благодарам за поканата. Ќе откриете вие зошто зборуваме денеска за сонцето? Ајде, во контекст на најубавото за мене лично годишно време. Значи, сонцето, како и самиот што напоменавте, делува на здравјето и општата благосостојба на човековиот организам. Меѓутоа, силно влијание има и врз кожата. Примерно, кожата како најголемиот орган има и заштитна функција на нашиот организам и представува извор на најголемиот или најпотребните провитамини за коскениот и скелетниот систем, како витаминот D и провитаминот А. Значи, благопријатното дејство, да кажам, на сонцето е да ги трансформира овие провитамини во вистински витамини, да ја стимулира циркулацијата површна, регенерацијата на самата кожа, го создавањето или активноста ја зголемува на фибробластите дури за 10 до 30 пати, зависно од возрастната група. Фибробластите ни се едни клетки кои што не се одговорни за создавање на колагенот и еластинот, директно подпорното сврзно ткиво, значи има активна функција во одржување на тонусот на кожата. Исто така сонцето го одредува нивото на хидратацијата, значи на влажноста на кожата и регенерацијата на површниот хидролипиден слој, значи еден слој заштитен на кожата кој што ни ја дава еден медиум за да може активните состојки или хранливите состојки да ни навлезат од и во кожата. Вие го кажате позитивниот ефект или позитивното влијание на сончевите зраци, но ќе зборуваме и за штетните влијанија кои што постојат. Благодарам за овој воведен дел, а во контекст на календарскиот почеток на летото за многумина најубавото годишно време, денеска потсетувам во Фактор Здравје со доктор Маја Петановска зборуваме на тема влијанието на сонцето врз кожата. Генатурал е мојот нов пријател кој што ме следеше во неколку последни експедиции, а сега заедно ќе одиме и на Аљаска. Го препорачувам на сите кои имаат голема доза на физички и умствен напор во секојдневниот живот. Генатурал е мојот избор. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Мој име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена
каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Мама знае колку е важен појадокот. Несквик со OptiStart формулата свршено го надополнува млекото со хранливи материи, заедно со витаминот D и цинк, содржи железо кој допринесува за развој на помнењето и концентрацијата на децата. Несквик OptiStart, збогатете ја чашата со млеко. Највредните нешта во животот заслужуваат посебно внимание. Гинекомедика, центар за инвитро оплодување. Влијанието на сонцето врз кожата е денешната тема со која што уште еднаш ве поздравувам и посакувам пријатно попладне со Фактор здравје. Оваа тема денеска ви ја донесуваме преку гостувањето на доктор Маја Петановска, специјалист дерматолог и воедно бренд менаџер во Дерма Естетика Институт за убавина, кој што секојдневно ви стои на располагање на 0224547729. На почетокот кажавте кое е поволното или позитивното влијание на сончевите зраци, што е она што особено треба да се внимава, какво е влијанието и од кого или која возрастна група има најголем благодет, би рекол дека сите, но која, особено возрастна категорија, најмногу треба да се сончи, односно да ги користи сончевите зраци? Значи, сончевите зраци, како што ни навлегуваме во летните месеци, значи температурата на сончевата топлина се зголемува. Како резултат на тоа се зголемува и така наречениот UV индекс. Значи, знаеме дека ние покрај сончевото зрачење имаме и ултравиолетово зрачење од сончевите зраци, поделени во две групи, UVA и UVB, и во поновата некоја сега, да речеме, студии се воведува уште два типа на зрачење кои што има сончевите зраци, меѓутоа какво е нивното дејство на овој нови тип на зраци се уште се во фаза на истражување. Значи, од UV зрачењето е оној светлосен сноп кој што ни делува на површината на кожата и предизвикува така наречени оштетувања на кожните клетки и мутации на ДНК или генетскиот материјал во самата кожна клетка. Значи, мутациите можат да одат во насока на забрзување или подигање на имунитетот на кожата и создавање на одбранбени механизми или во насока на малигнитети, значи пореметување на функцијата на кожната клетка и појавување на малигни или канцерогени трансформации на кожната клетка. Сега она што ние зборуваме како благопријатноста, значи сончевата топлина е пријатна, го подигнува расположението, влие на создавање на поголема количина на меланински пигмент, создавањето на меланинскиот пигмент или неговата транспозиција во погорните слоеви овозможува да се создаде еден заштитен здрав тен на самата кожа и да се појави, нели, да се спречи појава на изгореници или потемнување. Тоа е, значи, процесот на потемнување природно представува заштитен механизам на самата кожа, меѓутоа нормално имаме ние фототипови на различни, значи со светел тен, светла коса, светли очи, сето тоа ни го диференцира фототипот, така да светлите, значи луѓето кои што имаат светол тен, светли очи и светла коса, имаат најголеми проблеми со сонцето. Значи, зборувам, тие брзо горат на сонцето, се појавуваат црвенило, иритации, дури сончеви алергии, а многу тешко ја добиваат пигментацијата, значи добиваат потемне тен. Сите оние кои што имаат дали малку потемна, светло смеги, темно смеги, црни пан или и црната сам како црнец, нели зборувам како раса, црната раса, значи тие имаат многу полесна пигментација и лесно создавање на оној меланински слој кој што би требало да биде заштитен механизам. Во насока на заштитата, значи, ние треба да знаеме дека првите сончеви зраци и ниските UV индекси се дури и корисни за човекот. Меѓутоа, летниот период треба да можеме, адаптираме. предпоставам се, извинувам што прекинувам, директно да се изложуваме на овие. Точно, значи тоа е здраво. Да. Тоа е веќе здраво, значи се разбира дека сега можеме да ги користиме максимум енергијата која што ни ја дава сонцето. Кога UV индексот ќе се зголеми над 9-10 или кога температурата на сонцето ќе помине над 35 степен, веќе потреба е заштитна
значи сите мерки на предпазливост и заштита на самата кожа од изгорување или оштетување од UV зраците. Сега треба да напоменеме дека возрастната група исто влијае и до некаде и полот. Значи жените имаат поголема предиспозиција да се изложуваат на сонце и да го откриваат телото, за разлика од машката популација која што нели си има еден класичен стил на облекување, таму треба да се заштитува лицето, рацете. За разлика од децата, значи тие немаат доволна количина на меланин и како резултат на тоа се јавува многу брзо горење на детската кожа, па дури појава на штитни последици како појава на пликови изгоритини или појава на уште подраматична клиничка слика. Значи се разбира дека треба да се внимава каков ни е фототипот, колку долго се изложуваме на сонце и каков тип на заштита користиме. И кој период од денот сигурно е важно. И кој период нормално во денот престојуваме на сонце. Со оглед на фактот дека сме пред летото календарски, иако можеби голем дел од граѓаните веќе одат некаде и ги користат благодетите на сонцето, какви се новите препораки во однос на глобалните случувања? Кој период од денот е најпогоден за изложување на сонце и што особено треба да се внимава кај детската кожа или кај бебињата? Понатаму ќе продолжиме и за возрастните. Значи доколку имаме малечки дечиња, значи зборувам до 3 годишна возраст, престојувањето на сонце на планина, на море, на езеро без разлика треба да се биде во раните утрински часови, некаде до 10 часот овој период, можеби и до 11, зависно каква е, нели. Треба да внимаваме дека имаме денови кога се мрежави, значи облачни па сончеви, значи и покрај тоа што имаме облаци, интензитетот на сончевите зраци и на UV индексот дури и се зголемува кога имаме облачно време, значи без разлика да не лаже временската прогноза. Или во вечерните часови, некаде после 16 часот, да можеме да се без нели страв да престојуваме. Сите останати, да речеме дечиња над 5 годишна возраст и сите останати возрастна популација со исклучок на фототипот еден, значи оние кои што имаат светол тен, светли очи и имаат некаква си анамнестички податок на сончеви алергии, тие апсолутно треба да одат со заштита, значи на сонце. Во град, во урбана средина препорачуваме сончеви фактори, значи заштита со сончев фактор меѓу 15 и 20, додека доколку престојуваме на море, езеро, нели планина, заштитниот фактор веќе треба да биде 20 или 30. Сега е одлично време да почнеме и со подготовки на кожата, значи во нашата исхрана треба да внесуваме сите оние воштија и зеленчуци кои што имаат се пребоени со портокалова жолта боја, значи морков, лимони, портокали, јагодите сега, значи сите тие имаат доволна количина на каротени внатре, кои што ние подготвуваат кожата, или лутеинот исто, ние подготвува кожата, за тоа е потребно 28 дена пред директно изложување на сонце да го ја подготвиме кожата, значи дадеме доволна количина на хранливи состојки или каротиноидите, за да може тие полесно да ја создадат меланинската секреција, нели и да добиеме заштитен механизам појава на потемнување. Што се однесува до професионалните третмани или домашната нега, зборувам како козметички услови, потребно е веќе да се промени козметиката која што сме користеле. Значи во пролетните месеци можевме да користиме поинтензивни третмани, серуми или некои поагресивни, значи сега повеќе одиме на ниво да ги намалиме влијанието на козметичките производи врз нашата кожа. Значи повеќе одиме кон заштитни механизми, употреба на креми кои што имаат доволна количина на хидратантен момент, доволна количина на витамински омега 3, 6, 9, за да може хидролипидниот слој да биде заштитен, да имаме UV блокови во нашата козметика или да имаме заштитен фактор SPF, што е најчесто во мејкапот, значи не мора да бидат кремите со заштитен фактор. Исто така треба да внимаваме дека каква козметика употребуваме за лицето, потребно е да ги аплицираме и на дланките, на вратот и деколтето, како ги нели нормално облеката ни ги открива овие делови од телото. За разлика од професионалните третмани, значи во салонска употреба има навистина голема палета и понуда на професионални третмани, значи сега престануваме со сите агресивни третмани, осли сме овошни киселини, лазерски третмани, употреба на високи дози на витамин С, сите фотосензитивни витамини и минерали, значи треба да ги прекинеме. Сега одиме кон третмани кои што ќе јас подготват кожата за летниот период. Значи како можеме тоа да го направиме? Да стимулираме создавање на меланинска секреција, здрав меланин, кој што ќе ни даде здрав тен, и на втор начин е да го спречиме појавувањето на нови флекички од сонцето, односно депозити на меланин и појава на сончеви флеки и пеки.
Она што го споминавте во однос на пегите и оние предизвикувачи и фактот дека нели сонцето доколку се претера може да предизвика изгореница и понатаму и дегенерација на клетките во кожата, па и не дај Боже карциноми, меланинот кој што е нели во пораст. Пред да зборуваме за тие штетни влијанија, само уште еден факт во овој прв дел од емисијата да споменеме. Кажавте дека покрај лицето, деколтето, екстремитетите, односно рацете, тие се зоните кои што првенствено треба да се заштитат. Што е со останатиот дел од кожата? Значи, доколку е покриена со облека која што има, знаете, транспарентна, значи добро дише и добро минува воздухот, доколку има светла боја, значи нормално облеката е таа која што ни е прв механизам за заштита од штетното дејство на сончевите зраци. Доколку носиме заштитни наочари, шапка или нели сето тоа ги спречуваме, на некој начин ние си правиме голема придобивка за заштита од сончевите зраци. Да напоменеме дека сончевите зраци имаат акутно дејство, значи нивната топлина предизвикува изгореници, нели сето она со кое што се бориме во летниот период, меѓутоа има и пролонгирано штетно дејство. Значи ние не знаеме кога во текот на животот ќе се појави моментот на некогашното изложување на преголема доза на УВ зрачење или кој не мора да биде манифестно во тој момент, веднаш да се манифестира. Значи ние ако оваа сезона сме направиле некаков пропуст во заштитата и УВ зрачењето настанало некакво оштетување, не знаеме кога во текот на животот ќе се појави појава на преканцерозен стадиум, значи појава на сончева пега или флека која што ќе биде еден чекор пред канцерозна состојба или директно појавување на малиген меланон. Значи кожата е еден орган кој што релативно памти сите дразби, значи УВ и зрачењето делува на неколку нивоа, на ниво на клетка и на ниво на самото јадро. Во јадрото знаеме дека ние целиот генетски материјал кој што го носи една здрава клетка, мутациите настануваат на ниво на ДНК тука или мутациите во самото ниво на клетка, незината мембрана, пропускливоста, нивото на активни состојки или митохондриите, така да самата клетка е оштетена. Кога таа ќе манифестира незината штетна функција, значи кога ќе се појави болест, ние не можеме да предвидиме, меѓутоа можеме да се заштитиме и можеме и да превенираме. И уште еден нов механизам кој што е одговорен за појавата на штетните влијанија, така наречено создавање на слободни радикали, и витаминот Е ни е еден директен борец кој што ни дава заштита од слободните радикали кои што се создаваат во кожата и нормално доколку не внесуваме храна богата со сите овие витамини, тогаш суплементите во форма на таблети, како антиоксиданси, како Г132, значи тие сите состојки ни делуваат така превентивно, како моќна формула која што не штити до некаде од слободните радикали, значи да имаме апсолутно ослобода дека сме направиле се што е можно за нашето здравје да го превенираме појавата на преканцерозната и канцерозната состојба на кожата. Или на некој начин сигурно да се одложи или никогаш да не се појави таква малигна болест. Апсолутно, значи сите оние креми кои што имаат SPF фактор, значи кога ги купуваме за домашна употреба или пак ги користиме салонски, треба да видиме дека на нив има и UV блок, значи А и Б. Мислам дека од последниве неколку години тоа е облигаторно кај сите фармацевски куќи или козметички куќи кои што произведуваат вакви SPF кремички со SPF фактори да имаат UV блокови диагностицирано, значи напишано UVA и UVB, SPF фактор деклариран и исто така најновата компонента е Nucleus Defense, значи тоа е еден вештачки синтезирана ДНК која што ја има во сите овие креми со заштитен фактор и при тоа UV зраците ја оштетуваат, односно ја напаѓаат вештачката ДНК, а ја штетат, ја чуваат нашата природна ДНК. Значи тоа е една интелигентна формула од последниве козметички компании. Или она што ми паѓа на памет како еден тип маска ставаме на таа здрава значи, ДНК или природна. Nucleus Defense е навистина еден патент кој што последниве неколку години ги мами зраците на некој начин. И дава огледалски ефект. Значи титаниум диоксидот ни го дава огледалскиот ефект да ги одбива нели UV зраците од површината на кожата. Благодарам за овој дел од емисијата, доколку сме интересни и сакате да учествувате и да дадете активен придонес и денеска во Фактор здравје, повелете, направете го тоа, но сето тоа како можност ви го нудиме по следниот блок реклами. Г-Натурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Г-Натурал.
Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. It's unforgivable. I stole and burnt your soul. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They blame on the angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength now. There's nothing I can do. Заедно е подобро. Заедно сите сме VIP. Сега, кога зборуваме бесплатно, зборуваме со многу повеќе корисници од големата VIP заедница. Повеќе за вас. VIP. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Засилен имунитет за здраво детство. G-Kids. Ако од овој момент сте со Фактор Здравје, ве поздравувам и посакувам срдечно добре дојде, а на 6091-924 и 6091-925 ги очекуваме вашите јавувања, вашите прашања или вашите коментари кои што денеска ги имате и слободно можете да ги упатите до доктор Маја Петановска, која што е специјалист дерматолог и воедно бренд менеджер во Дерма Естетика, Институтот за убавина од Скопје, кој што секојдневно ви стои на располагање на 02-2454-729. Зборувавме за штетното влијание за позитивните ефекти од сонцето врз кожата, што е со оние аспекти во однос на третманите. Рековте дека почетокот на летото или крајот на пролета веќе преминувате кон полесни третмани каде што нема голема инвазија, хидратација пред се на кожата е потребна, кому се препорачливи и кога треба тие да се прават? Дали непосредно пред одење на годишен одмор или малку порано? Или многу порано? Малку порано, да. Значи, ние доколку адаптираме исхраната, да ги следиме трендовите во смисла внесување на овошје,
зеленчук и обоени овошји и зеленчуци за да можеме да подготвиме кожата или доволен минерален и витамински баланс да воведеме. Значи веќе следува нас ни е полесно. Значи кога би требало ние да изведуваме третмани кај кожа која што е оштетена или која што има било каков проблем, зборувам од здравствен или па од кондиционен, тогаш третманите се во насока да ние го истретираме проблемот веднаш. Меѓутоа доколку имаме непроблематична или нормална тип на кожа, тогаш третманите се во насока да и помогнеме на кожата да се адаптира на надворишните влијанија, на промената на годишното време и нормално да изгледаме здраво, подмладено или убаво. Третманите, значи со брендовите кои што ги имаме, третманите се секогаш во насока да се искористи максималниот капацитет на кожата и максималните резерви на нашата кожа со цел да се стимулира создавање на нови кожни клетки или нови активни состојки како колаген и еластин. Третманите за хидратација или третманите за подхранување се во насока да го исчистиме длабински лицето или кожата на лицето и деколтето, да донесеме хранливи состојки кои што се адаптира за секој тип на кожа. Имаме едно моќно орудие што ги користиме методи стари преку 40 години, веќе неколку пати до сега ревидирани и проверени и клинички истестирани, значи да можеме да го решиме моментот на чистење на кожата без да ја нарушиме хидролипидниот слој или да направиме агресија, црвенило, иритација и да ставиме активни состојки со помош на галванска струја. Значи го користиме биполарниот момент на нашите активни состојки. Сега го препорачуваме третманот Long Way Soleil или така наречена долг живот на клетката под влијание на сонцето. Имаме 56 активни состојки, значи или Cellular Life комплекс, сите аминокиселини, витамини и минерали потребни за храна на кожата. Нормално и донесуваме повеќе енергија и кислород и една активна состојка, значи меланоксил, која што ни делува да ги избели флеките или да го контролира создавањето на сончевите флеки и пеги, или и да ни донесе една состојка тилол со помош на која се забрзува правилното темнење на кожата. Значи да не добиеме потемнување, односно меланинска секреција на кожата во форма на депозити или сончеви пеги или флеки или нормална алергија, туку да добиеме правилно и нормално потемнување. Препорачуваме како интензивен третман за подготовка на кожата еднаш неделно во период од 7 до 10 дена, барем 2 до 3 третмани, а потоа третманите во летото може да се заменуваат како еднаш до 2 пати во месецот или барем еднаш на 2 месеци. Пред непосредно патување, значи една недела пред патувањето, доволно е да се направи третман за хидратација со цел да се овозможи на лицето да ги приме сите оние креми што ќе ги ставаме како сончеви фактори, заштитни креми, за време на нашиот летен одмор. Доколку не планираме да одиме на 10-дневен, 7-дневен одмор или да одиме само на викенд патување, апсолутно треба да се однесуваме исто кон нашата кожа, без разлика колку денови сме изложени на сонце. Значи УВ зрачењето и стоплината сонцева и рефлексијата на сончевите зраци на море, езеро и планина знаеме дека е многу по-голема за разлика од урбаните делови. Значи нормално, класично, кога се изложуваме на сонце, што внесуваме во форма на исхрана, како се заштитуваме со класичните средства на очари, капа, се и употреба на заштитни фактори, креми со заштитни фактори. Кога ќе си дојдеме, ќе се повлечеме во урбана средина, треба да го намалиме употребата на креми со заштитен фактор барем на половина, значи 15 до 20 и нормално редовната нега. Значи нас сега ни акцентот да ја подготвиме кожата за сончевите зраци, УВ индексот кој што оди, да ги завршиме полека интензивните третмани во домашна средина во смисла на серуми или некои активни состојки кои што се во поголема концентрација, да одиме веќе на класичните методи на хидратација и нормално одржување на нашето здравјето на кожата. Да, она што го рековте последно, не помалку важно, уште еднаш би сакал да го потенцираме хидратацијата или навлажнувањето и заштитата на кожата од штетните УВА и УВБ зраци од сонцето. Чинам дека имаме некого на линија, дали имаме некого се уште? Добар ден, повелете.
или тоа беше само сигнал, повелете, јавувајте се доколку имате интерес, телефонските броеви ги имате на вашите мали екрани 6091-925 и 6091-924. Денешна тема во Фактор здравје е влијанието на сонцето врз кожата, тема која што ви ја презентираме преку гостувањето на доктор Маја Петановска, специјалист дерматолог и воедно бренд менаџер во Институтот за убавина дермаестетика во Скопје, институт кој што секојдневно ви стои на располагање за одговор на вашите прашања од областа на дерматологијата, но и за здравието воопшто, а и за закажување термин на 02 2454 729. Споменавте уште дека одењето на годишен одмор без оглед дали е езеро, планина или море, идентично треба да се однесуваме, односно да заштитиме кожата, што е после деновите кога сме изложени на сонце, кога ќе се вратиме, дали попладневните, вечерните часови, дали кожата бара исто така влажнење, посебна некоја нега или третман? Значи, сите оние сончеви креми што се со заштитен фактор имаат една состојка така наречена титаниум диоксид, која што е во различна концентрација зависно од SPF факторот. Значи, заштитата на кожата, дали имате SPF фактор 20 или 30, се движи до 97%. Значи, немаме нели средство кој што 100% не штити од сончевите зраци. Титаниумот е една состојка која што треба со убаво туширање, значи кога ќе дојдеме нели ќе се повлечеме во хотелската соба или не е важно, веќе си доаѓаме дома, да се симне слојот на крема со заштитен фактор. При тоа лицето треба убаво да се исчисти, да се измие, при тоа да се употреби крема за после сончање. Значи тие креми за после сончање имаат голем хидратантен комплекс и витамински комплекс за брза регенерација на кожата. Ќе продолжиме подоцна, слушнавте и вие, имаме сигнал од режијата, некој е на линија. Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден, господјо, како сте? Во програма сум, хвала, добро, од Битола се јавувам. Ви благодарам што сте со нас, повелете со вашето прашање. Сакам да ја прашам докторката, сега го уклучив телевизор, не знам дали сум во тек или дали сум во врска со темата. Добро. Имам диагноза хроничен лихен симплекс. Добро. Или себорноик кератоз. Добро. Дали докторката може да ми каже нешто во врска со диагнозата и дали ми препорачува некаков третман? Дали ова доволно за одговор? Да, во ред. Ви благодарам за вашето прашање. Што ми имаме диагноза како нели нашата гледачка, во секој случај имаме терапија која што треба да се континуирано да се прими. Значи советот дерматолог што да се употребува за миење, што за како терапија и слично. Значи третманите апсолутно доаѓаат во предвид тука кога би се одржувал за да може клетката да го одржува во здрава кондиција. Значи секое заболување дерматолошко ние оштетува самата клетка, меѓутоа покрај класичната терапија, значи која што верувам дека има веќе препишано, да ја користи, можеме да направиме и третмани кои што би ја одржувале клетката во здрава кондиција. Значи тука не препорачуваме третмани кои што би биле агресивни, кои што би биле нели да делуваат кератолитички, туку да делуваат стимулативно, на тој начин да се стимулира создавање на нови кожни клетки кои ќе се изборат. Болеста е хронична, за жал, значи не постои некоја терапија сега која што комплетно имаме релапси и повторна екзацербација на болеста, значи годишното влошување, годишното време влијае можеби и во негативна конотација, значи сончевите зраци се благопријатни за да може да ја смират сета оваа состојба, меѓутоа може и да делуваат контра, значи не смееме да се изложуваме на директно сонце и да ја продолжиме со оштетувањето на клетката. И моето последно прашање за денеска ми спровоцира јавувањето на гледачката, што е со оние лица кои што земаат хронична терапија или имаат некои медикаменти кои што можеби се фотосензитивни, алергија може да предизвика сонцето, значи, дали тие треба да се изложуваат на сонце? Значи, што е она што како совет им го нудите? Да се консултираат со лекарот кој што ја препишал терапијата, доколку станува збор за фотосензитивните лекови или во најчест случај ако земаме антибиотици на своја рака, во најголем процент антибиотиците се фотосензитивни. Значи, исто така употреба на
топични материи, значи кортикостероидни масти, масти кои што содржат исто антибиотик, парфеми, концентрати и сето тоа тие делуваат фотосензитивно, значи може да предизвикаат појава на сончева флека или може да биде или хипопигментација, па дури и губење на пигментацијата. Значи да не разбереме дека флеките се само депозити на меланин, туку може да настане и губење на пигментацијата или пак воопшто да ни се појави намалување на нивото на пигментацијата. Исто така сега е сезона кога почнуваат и вештачките, значи зрачење во смисла на солариуми или подготовка на кожата, значи тука треба да се внимава без заштитни креми специјално дијагностицирани за солариуми да не одиме на изложување, значи фотосензитивните материи, хроничните болни и терапијата треба апсолутно да се консултираат дали сето ова би било штетно или оправдано во смисла со изложувањето на сонце. Јас само ќе напоменам дека ние сме отворени за совет и дека можеме во секое време да се консултациите и советите да ни се обратат дури на телефон, така да можеме... И се бесплатни. Многу ми напрашуваат, да, се бесплатни, значи апсолутно можеме да помогнеме во насока што вие да одберете, не сте во недоумица, што да одберете како правилен третман избор или крема соодветна која што би одговарала на вашиот тип на кожа. И ова што го зборувате само во контекст на што го кажавте, бидејќи кожата памети, се што правиме можеби сега ако нема манифестации или симптоми, не дај Боже може тие да се јават во многу поостар облик и посериозно и да бидат загрижувачки или можеби да бидат опасни за здравието во целина, не само за кожата. Ви благодарам многу доктор Петановска и секое добро до следното наше соочување во Фактор здравје. Благодарам. Ми беше задоволство. Доктор Маја Петановска, специјалист дерматолог и воедно бренд менаџер во Институтот за убавина дермаестетика од Скопје, беше денешна ваша предсе гостинка, а советите кои што сакате да ги побарате од неа, прашањата или она што како консултација бесплатно ви ги нуди овој Институт за убавина, можете секојдневно да ги добиете на 0224547729 или лично да ги посетите или да направите некој третман или да се разубавите дополнително доколку тоа да го сакате од естетски причини и да заблескате и во оваа следна сезона. Ви благодарам за вашата соработка и внимание и поздрав до утре.